Добар ден, јас сум наставник по физичко и здравствено образование Виолета Дулова при Основното училиште Стив Наум. Денешната наставна единица ќе ни биде вежби за обликување и оформување на телото. Комплексот на вежби за обликување на телото треба да содржат вежби за сите мускулни групи. При составување на вежбите треба да се внимава. Вежбите да започнуваат од лесна кон посложена. Комплексот на вежби ќе биде подобро доколку се поделат во 3 мускулни групи. И тоа, вежби за врат, раце и рамен појас, вежби за труп и вежби за карлица и нозе. Секоја вежба се препорачува да се повтори од 8 до 12 пати, а секој комплекс треба да содржи од 8 до 10 разновидни вежби, посебно за секоја мускулна група. Ние денеска ќе се задржиме на часот, како цел ќе ни биде комплекс вежби за вратот, рамен појас и горните екстремитети, кои се наменети за правилен физички развој и со одреден број на повторување, кои влијат врз развојот на силата и издржливоста на мускулите, подвижност на зглобовите и превенција од појава на телесните деформитети. Од сите овие комплекс вежби може да се направат различни комбинации на вежби за оформување на телото. Секоја вежба се повторува, како што кажавме, од 8 до 12 пати и вежбите секогаш треба да се изведуваат правилно според прикажаното и дадениот опис на вежбата. Ке стартуваме со вежбата за врат, или така наречена, како што ја крстивме, напред-назад. Телото е во исправена положба, рацете се поставени на половина, главата и погледот одат кон горе, а потоа напред и долу. Наредната вежба ни е вежба исто за врат, но овој пат вратот го вртиме надесно и налево. Телото во исправена положба, рацете се поставени на половина, со главата правиме отклон на страна во лево и десно до максималната амплитуда во која што можеме да ја направиме. Наредна вежба ни е исто така, телото е во исправена положба, рацете се поставени на половина, со главата правиме движење вртење, всушност кружни движења. Во страна одиме налево и кружно движење надесно, до максималната амплитуда која што ја можеме да изведеме. Наредна вежба ни е исто така движење на вратот со поглед налево и надесно. Телото е во исправена положба, рацете се поставени на половина. Со главата одиме со поглед надесно и со поглед налево, во зависност од максималната амплитуда која ја можеме. Имаме вежби за рамен појас. Телото е во исправена положба, во мал расчекорен став, рацете се поставени на половина, со рамената правиме кружни движења према напред, а потоа и према наназад. Наредна вежба ни е исто така, е во исправена положба, во мал расчекорен став, рацете ни се во одручување, со дланките правиме кружни движења во зглобот на шаката према нанапред, а потоа и према наназад. Наредната вежба е телото исто така ни е исправена положба во мал расчекорен став, рацете се во одручување. Со рацете правиме кружни движења во зглобот на рамото према нанапред, а потоа и према наназад. Наредна вежба ни е исто така кога телото во исправена положба во мал расчекорен став. Рацете се во одручување, но овој пат рацете се предручуваат и вкрстуваат према напред, а потоа се враќаат во почетна положба на одручување. Ни остана уште вежбата за рамен појас и горни екстремитети, која велиме дека во истата почетна положба во мал расчекорен став, рацете се во предручување, со тоа што идеме наизменичен замав со рацете кон горе со една рака, а другата рака ни е поставена долу, а потоа се прави брза промена каде завршува едниот циклус од вежбата. Потоа имаме истегнување, односно телото исто така во исправена положба во мал расчекорен став, едната рака е поставена позади грб во продолжение на рбетот свиткана во лакот. Другата рака со дланката е поставена на лакот и ја потиснува кон долу раката која е позади грбот. Наредна вежба
Ние исто така телото во исправена положба, во мал расчекорен став, едната рака е поставена пред себе, исправена во лакт и насочена кон спротивното рамо. Другата рака со дланката е поставена на лакот и ја влече раката кон себе. Во продолжение, на следното видео ќе можете да ги погледнете комплетно вежбите за обликување и оформување на телото. Благодарам на вниманието.